Сега дрнете се за камерите до на тракур. Не може вака. Ај двете земете по еден, многу сме далеко. Како ама тут не е точно тоа. Може малце понапред? Наваму се? Да, ама ние сме ограничени во просторот. Може. Правила ќе прочитуваме. Колеги, можеме живо сме ние. Каде требаш? Поведете. Ке се даваме на џубревост. Што да одберам за една минута? Јас веќе снимив видео по мое. Еве ќе повторам уште еднаш нешто што тамо го изјавив. Не е доволно да зборуваме само дека е важно луѓето меѓу себе да склучат општествен договор, што би рекол Русо. Французите се горди на Русо, ама јас велам дека имаат уште еден врвен филозоф, Мишел Сера, кој што зборува за потребата од природен договор. Договор меѓу луѓето и природата. Договор во кој што ќе гарантира дека ќе ја штитат природата. Зошто? Ние во правото велиме дека оној кој што е постар има посилни или поголеми права, на латински. Ама, ајде да се подсетиме на тоа. Први настанале билките, па животните, па луѓето. Луѓето се однесуваат како на трапници во рајот. Тоа е факт. Ако не се смириме со природата, ќе се само убиеме. Тоа е факт. Може би е добро што почнувате од овде, ова е прекрасен еден аквадукт, замислете пред колку, пред 2000 години како е. Не, ова треба да биде парк, еве, градоначалникот е до мене. Значи, ние треба да си ја заштитиме природата, отиштитејќи ја неа, се штитиме себе си. Јас предлагам следниот пат да тргнеме од дворот на Собранието. Сте виделе како изгледа дворот на Собранието? Дури многу пати сум велела дека состојбата на културата се гледа по жардинерите пред Министерството за култура. Не сум ги видела одамна, иако е во моето мало, ама тоа треба да бидат цвеќиња. Значи, штитејќи ја природата, се штитиме себе си. Благодарам. Тоа добре. Окей. Përshëndes nismën pastrimi gjeneral I fundjavës si aksionin më masiv vullnetar për pastrimin e mbeturinave në vend, I cili po bëhet gjithnjë më masiv çdo vit dhe po bëhet simbol I mënyrës se si ndërgjegjësimi për përgjegjësinë personale dhe bashkëpunimi I mirë jep rezultate të dukshme. Mjedisje dhe veçanërisht monumente të këtilla kulturore si akuadukti meritojnë respekt dhe kujdes. Veprime të tilla në të cilat të gjithë së bashku tregojmë iniciativë, vullnet dhe gatishmëri për bashkëpunim, duhet të jenë pjesë e jetës sonë së përditshme. Mbeturinat nuk kanë vend në rrugë apo në natyrë. Ne si qeveri dhe si Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor mbështesim të gjitha veprimet që demonstrojnë vullnet të mirë, përfshirje dhe dëshirë për të qenë pjesë e ndryshime që do të mundsojnë një të ardhme më të mirë për ne dhe brezat e ardhshëm. Në rrugën tonë drejt Europës duhet të sillemi në mënyrë europiane. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor po punon aktivisht për krijimin e një sistemi të menaxhimit të integruar dhe të qëndrueshëm të mbeturinave. Ja pozdravljam inicjativata Generalka Vikend, kako najmasovna volonterska akcija za čišćenje na otpadat во државата, koja od godina во godina станува се помасовна и станува символ на тоа како свесноста за собствената одговорност и добрата соработка дава видни резултати. Животна средина и особено ваквите културни споменици, како што е аквадуктот, заслужуваат почит и грижа.
Ваквите акции во кои сите заеднички покажуваме иницијатива, волја и подготвеност за соработка треба да бидат дел од нашето секојдневие. На отпадот не му е место на улица или во природата. Ние како влада и како Министерство за животна средина и просторно планирање ги поддржуваме сите акции во кои се покажува силна иницијатива, јака волја, инклузивност и желба да бидеме дел од промените со кои ќе се возможи подобра иднина за нас и за следните генерации. На нашиот пат кон Европа треба да се однесуваме европски. Министерството за животна средина и просторно планирање активно работи на воспоставување на системот на интегрирано и одржливо управување со отпадот. Министерке? Благодарам. Почитувани медиуми, образовниот систем преку теми и содржини во наставните програми ги образува младите да бидат еколошки едуцирани. Сите ние имаме одговорност да создаваме еколошки едуцирани генерации, со што ќе ги намалиме предизвиците со кои тие во иднина ќе се соочат. Кога образовниот систем има партнери, како што се, например, Man Mountain, и кога во ваква голема еколошка организација учествуваат и младите, се дава пример за тоа како треба да се едуцираат младите и како треба да бидеме одговорни кон природата и општеството. Им благодарам на сите спонзори на ова голема еколошка акција, на големава генералка викенд акција. Се надевам дека истата ќе продолжи и во иднина и дека нашите идни генерации ќе се однесуваат кон природата како одговорни граѓани. Ви благодарам. Сега изјава ќе даде Снежана Савиќ Димовска, корпоративен директор за одржливо за корпоративни политики и одржливост, да, во Пивара Скопје. Како главен стратешки партнер на генералка Викенд, Пивара Скопје веќе 4 години поред покажува дека компаниите и како имаат моќ да иницираат промени. За нас поддршката на оваа акција не представува само обична поддршка или бројки, туку представува своевиден израз на нашата компаниска визија, стратегија, одговорност и култура, а воедно и повик кон сите чинители во општеството да се приклучат во создавањето на позитивни промени. Преку учеството во акцијата ја покажуваме силата и моќта на колективната одговорност и преку личен пример ја менуваме свеста во општеството и ги инспирираме и мотивираме сите останати да се придружат во создавање на зелена иднина за сите нас. Учеството во оваа акција представува вистински израз на општествена одговорност, која што за Пивара Скопје секогаш ја покажува преку личен пример. Благодарам. Председател, се извинувам, ќе ве покријам малку поголем сум. Добро, ако можеме, јас накратко да не се повторуваме. Почитувани представници на медиумите, дозволете најпрво да им честитам за оваа брилијантна идеја и иницијатива на генералка Викенд. Се надевам дека, како и досега, нивните активности во перспектива ќе продолжат, мотивирајќи не сите да се приклучуваме во овој процес и во ова добро дело организирано од нивна страна. Како ЗЕЛС апсолутно дадовме поддршка уште пред неколку години на целава иницијатива и практично денеска не само во Скопје, туку и ширум републиката на повеќе локации каде што има и волонтери се приклучи ЗЕЛС, односно локалната самоуправа да помогне во овој процес. Мене ми е искрено жал што ова е една од позначајните локации културни во градот Скопје е во ваква состојба и се надевам дека наредната година во сосема ново руво овде, како што доликува, ќе можеме да го посетуваме ова во, како што каже претседателката, во една нова парковска содржина. Ви благодарам. Добро утро на сите, ми е Минджес.
у мојoj функцiji kao srpski ambasador u Severnoj Makedoniji sam mnogo ponosan da generalka već 5 godina radi ova golema ekološka akcija. Kako vidite, sam spreman da se pridružim i nekoliko moje kolegite. Mislim da moramo biti svjesni da ovo je mnogo važno ne samo za vas, za nas kao ljude koji žive ovdje, nego isto za imidža zemlja i za turizam. I ja bih htio da, izvinite, miješam malo srpski, crnogorski, bosanski, makedonski i tako dalje, ali moramo isti biti svjesni da je to važno za turizam i za imidž zemlja. Mnogo blagodaram sponzori austrijske i makedonske kompanije koji su podržavali ova akcija. Blagodaram. Ivana Tuneva Paunovska, sekretar na Crvenka. Може малку понатаму? Да, окей. Добар ден, ја од името на Црвениот крст. Денеска нашите тимови за давање на прва помош, освен што се присутни на ова локација тука, се присутни на други 29 локации. Значи денеска тимовите на Црвениот крст со волонтерите ќе се грижат за безбедноста на сите оние кои што се вклучени во акцијата на чистење, а истовремено и нашите волонтери ќе бидат дел од оваа голема група во сите тие 29 локации. Нешто што сакаме да истакнеме е дека од пред неколку години и во рамките на нашата мисија и мандат влегуваме во оние зелени организации и токму заради тоа голема поздрав и почит кон сите оние кои што ги поддржуваат овие активности. Меѓутоа нешто што мислам дека сите ние во нашата држава треба да правиме е дека уште од најмала возраст треба да ги воспитуваме младите луѓе и сите ние оваа еколошка свест да ни биде агенда од нашето дневно живење. Не треба да имаме вакви акции. Акциите овдека се за подигање на свест, меѓутоа истите тие треба да бидат дел од нашата култура на живење. Ви благодарам. Hvala. Ајде, Началникот на Општина Чаје. Благодарам. Të nderuar, kam derin dhe knasin që në emër të komunës së Çajirit të marr pjesë në këtë ngjarje të rëndësishme dhe të veçantë në edicionin 25 të General ka Weekend, një iniciativë që ndër vite ka krijuar një traditë të qëndrueshme në edukimin mjedisor dhe angazhimin e qytetarëve. Ky aksion i cili sot zhvillohet në një monument më të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore në vendin tonë, akvaduktin e Shkupit, përbën një thirrje të qartë për përgjegjësinë kolektive në ruajtjen e trashëgimisë sonë historike dhe në ndërtimin e një mjedisi të pastër dhe të qëndrueshëm. Pjesëmarrja e qindra vullnetarëve nga komuna të ndryshme të vendit dëshmon se fryma solidariteti dhe ndërgjegjësimi qytetar është të gjallë dhe aktiv. Duke e konsideruar pastrimin jo vetëm si një veprim praktik, por edhe si një akt simbolik dhe edukativ, ne u japim përparësi vlerave të përbashkëta, përgjegjësisë, kujdesit dhe respektit për natyrën dhe historinë tonë. Në këtë drejtim, dua të shpreh mirënjohje të thellë për organizatorët, partnerët institucional dhe mbi të gjitha për vullnetarët, kontribuesit e vërtet të këtij mobilizimi të gjerë, të cilët përmes punës së tyre vullnetare bëhen model për brezat e rinj. Komuna e Çajirit do të vazhdojë të jetë një partner i palëkundur në çdo nismë që promovon mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe përfshirjen aktive të qytetarëve në zhvillimin e qëndrueshëm. Poštovani predstavnici na institucijite, organizatorite, partneri, predstavnici na građanskото opštestvo, dragi volonteri. Imam čest i zadovoljstvo u ime na opština Čair da učestvujem na ovoj nastan со посебно значење 25-то издание на Генералка Викенд, иницијатива што низ годините изгради стабилна традиција во еколошката едукација и граѓанскиот ангажман. Ова акција што денес се одвива кај еден од најзначајните споменици на културното наследство во нашата земја, Скопскиот аквадукт представува јасен повик за заедничка одговорност во зачувувањето на нашето историско наследство и во градењето на почиста и подржлива животна средина. Учеството на стотици волонтери од различни општини низ државата сведочи дека духот на солидарност и граѓанска свест е жив и активен. Прочистувањето го сметаме не само како практичен чин, туку и како символичен и едукативен акт,
преку кои го истакнуваме заедничките вредности, одговорноста, грижата и почита кон природата и историјата. Во таа насока сакам да изразам длабока благодарност до организаторите, институционалните партнери и пред се до волонтерите, вистинските носители на ова широка мобилизација, кои преку нивната доброволна работа стануваат пример за младите генерации. Општина Чаир ќе продолжи да биде непоколеблив партнер во секоја иницијатива што ја промовира заштитата на животната средина, зачувувањето на културното наследство и активно учество на граѓаните во одржливиот развој. Благодарам. Благодарам, колеги. Можете кадри да патите во подобивање. Ми дозволите уште една реченица да се заблагодарам. Мислам дека е време да се запомни дека генералка Викен треба да прерасне во генералка. Тремеджите, мундот питја што еднас. Хвала ви. Екологија. 9:27